Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојавте. Ова е уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Имам особена чест и задоволство после 8 години повторно во студиото да го поздравам Ивица Боцевски, човекот кој многу добро го познавате, еден од најистурените медиумски ликови за овие избори, особено заради неговите анализи на состојбите, на резултатите и така натаму. Ивица, добро вечер, добро дојде. Добро те најдоби, Јанко. Ти ме подсети дека пред 8 години беше во емисија. Пред 8 години, да. Чуден е твојот пат, интересно. Ја тебе те запознав преку блогере. Преку блогерот, тогаш на Оннет. Ти го имаше оној свој блог... The Skopje Times беше. The Skopje Times? Скопски времиња, да. Скопски времиња. И се сеќам кога се ангажираше, рече го ставам... Го замрзнав. Го замрзнав и остана замрзнат. Па остана замрзнат затоа што не можам да најдам соодветна платформа, да бидам искрен, кај што тоа би го рестартирал. Од една страна, од втора страна, Facebook толку многу го јаде целиот тој простор, меѓутоа Facebook создави еден лош меур. Значи, секој од нас се ограничува во светот на своите пријатели и гледам многумина интелигентни луѓе кои што велат, знаете што, сите мислат вака, мислејќи дека сите се тие што се на нивниот Facebook. Така што планирам тоа, во план ми е да го рестартирам, да бидам искрен, не заради друго. Јас таму споделував, например, некои интересни текстови што ги наоѓав по нет, на разноразни јазици и така натаму, некои свои мисли и така натаму. Мислам дека блог формата е сепак по-добра од Facebook формата. Не заради друго, туку и Facebook во Македонија очигледно се уште многу загадена почва, условно кажано. Погледни го Твитер, што е? Твитер исто. Треба очигледно да се учиме... обидов и дигнав раце, тоа е окупиране од... Треба да се учиме очигледно што значи пристојна комуникација. Да. Не успевам на некои помлади пријатели, познаници и душмани да им објаснам дека еден ден дигиталниве нешта се снимаат. На Google ги има. Еден ден нашиве дечиња ќе бидат 16-17 години и ќе видат што сме правеле. Читаат. Ќе се црвенееме пред нив, да го продолжиме на овој начин. А сметаш ли дека Skopje Times ти беше онака отскочна даска да луѓе кои подоцна те ангажираат и почнуваат да соработуваат со тебе, што како партии, што ваму, што таму ангажмани, да едноставно ти биде тоа една отскочна даска да се покажеш кој се што си, за да знаат што си. Дали оно ти помогна во кариерата чисто онака? Мислам дека ми помогна повеќе мене да се дисциплинирам. Одошто да се промовираш. Да, за тоа како изгледа дебата, како изгледа актуелност и атрактивност на социјалните мрежи, на интернетот, отколку за промоција. За промоција сепак да им кажеме на помладите, за промоција најбитно е на онаа врвица образованието е битно. Пред се преку образованието сите ние доаѓаме до нека прва шанса во животот. Тоа е најбитно условно кажано и второ она што е битно исто и класичните медиуми, сепак ја почнав како колумнист во Утрински весник, тоа отвара врати. Класичните медиуми се уште се како да речам највлијателни. Повлијателни отколку социјалните мрежи. Се менуваат нештата, меѓутоа каде тоа ќе заврши, не знам. Мислам нештата се очигледно во некоја транзиција, меѓутоа таа транзиција не е до крај завршена. Совет сепак за оние кои што во моментов нели ја градат својата кариера, својата актуелност и така натаму, е дека образованието е клучот. Значи од таму ни се отвараат понатаму шансите во животот. Многу интересно е дека многу малку наоѓам генерацијски, не моја генерација, туку генерациите на назад што ги гледам. Освен она недостаток на цивилизирана комуникација, ама да речеме тоа е дел од плепсот, нели? Плукаат со лажни профили, се напаѓа за да се, не знам, направи една виртуелна стварност дека вака е состојбата или онака е состојбата, но од друга страна малку гледам од тие профили, например, да излезе со еден издржан текст, макар во 60-80 реда, да напише став или мислење. Значи, мене ми е јасно што он ќе ми каже во 2 реченици, знаеш, дека ќе ме отера у мајчину, зошто или ќе ме прозива или така натаму и така натаму. Не можеш, пријателе, затоа што ако го отвориш мојот портал, ќе видиш таму 100, 200, 300 мои колумни. Значи, нешто сум мислел, сум поставил мислење. Дај да те видам ти како размислуваш. Знаеш, така и тебе те запознав. Те читам и на премин, нели? Да, и тие ми се... И тоа ми е една фиока, еден сегмент. Значи, човекот, ние не сме коњи едносмерни и само тоа. Ние имаме и духовен живот, и материјален живот, и сакам тоа да го артикулирам. Мислам дека ова тоа што го спомна,
е многу добар момент дека све ова стои во Google. Значи, нека не ви остане пцоста. Напишете нешто што на што ќе можете да се навратите и вие како сте размислували. Ќе се смените еден ден. Не само тоа, туку сега еве во западниот свет, меѓутоа сметам дека не само таму, веќе и тука во сериозните компании пред да доете, луѓето кои што го спроведуваат интервјуто, меѓу другото сакаат да проверат со кого си имаат работа. Дај да ти го видам профилот. Па ќе го проверат профилот на Facebook, ќе ги проверат нештата на Twitter и сега да се разбереме. Замислете сега, седите пред комисија во која што се наоѓаат, да речеме, две силни вака дами, господи и еден сериозен господин, и пред вас, да речеме, имате вие слики од некоја пијана журка и забава, имате слики како на Јанко сте му пишувале валканици, гадости, пцости, навреди и така натаму. Што негде може и да биде добро. Да. И сега како тие луѓе вас ќе ви гледаат? Значи првиот впечаток сте го седнале уште пред да седнете во фотелјата и да побарате работа. Тоа многумина не го стават. Не капираат дека се што ќе напишат, се што е ќе си ја понесат одговорноста утре во животот, ќе им тежи. Утре некој ќе им го извади. Мене, како ми ваделе овдека од контекст, секој нели, су му одговорил некој, ете Јанко, шо им кажа на тие и тие. Значи, но јас сум спремен, јас сум подготвен, јас со години се подготвував. Утре нив може да им биде многу проблем, но им може и да им отвара врати. Точно. Дефинитивно. Ако те видат дека имаш мисла, дека имаш интелект, дека можеш да срочиш реченица. Така, ерудиција и така натаму, сите оние позитивни карактеристики. А да не се лажеме, според мене и тебе, денеска убавина не бараат ум. Да, точно, бараат ум и труд. Иначе ја и ти без работа. Да. Бараат ум и труд. Па добро, Јанко, јас и ти немаме што да загубиме. Многумина имаат многу што животот да загубиме. Морам да признам дека изминатиот период успеа да се наметнеш, иако нели, ја следев затоа што си ми познати на некој начин, ја следев твојата кариера, твоето одење од партија во партија, портпарол, ваму, таму, своето трагање, на некој начин е и многу ризична, а во секој случај, знаете, мислам дека е тоа добра километража. Впрочем, тоа е добра километража. За на крај ти да финишираш, сега гледам како еден стварно и тоа сериозен аналитичар, ја веќе не можам ни дури го знам ја Ивица, нема врска малиот и така. Него сериозно те слушам, сериозно и затоа што сето тоа што го говориш веќе е издржано, дали е тоа и километражата и образованието и веќе професионалната ориентација, се наметна изминатиот период, на многу луѓе не се им покев, и тоа е фала Богу. Демократија сме. Фала Богу, но твоите анализи се многу сериозни, многу продлабочени. Дали ова патот кон кој веќе го трасираш, кон што ќе те води тебе во животов? Ова, например. Па, како беше она чудно се патишјата Божја, или на крајот на крижата никој од нас не знае каде ќе заврши во животот и како ќе заврши во животот. Секој од нас има и партнер. На крајот на криштата, предпоставаме, гледам и јас и ти имаме модерни бракови. Не значи дека нашите кариери се примарни во нашето семејство. Примарно е сепак нели судбината на дечињата. Апсолутно. И влогот во нив. Примарни се и кариерите на супругите на крајот на криштата. Можеби тоа ќе биде побитно на крајот. Меѓутоа, во моментов професионално сум ангажиран веќе 5 години како средношколски наставник во училиштето Нова. Тоа е еден дел од мојот ангажман. Друг дел од предмет? Има една цела серија предмети кои што се викаат AP, Advanced Placement, ние ги преведуваме како висока матура. Тоа се предмети кои што даваат едно ниво на коледж образование, меѓутоа прилагодени за средношколци, кои што на крајот имаат екстерен тест, кој што се спроведува од Американскиот коледж борд. И тој се проверува во Америка. Многу во основа на тие резултати потоа аплицираат дечињата за универзитети ширум светот. Така. Јас, например, компаративна политика е мојот главен предмет кој што таму го предавам. Го нудим американска политика, иако не сме Америка, нели, па малце поограничен интерес за тој предмет. Имаме еден предмет социоекономска географија, значи делот врзан со општествените науки и мапите, ако можам тоа така да го кажам, и модерна и современа светска историја. Тоа е моето портфолио, условно кажано. Така што
Тоа е мојот дневен ангажман. Тоа е мојот ангажман од 8 до 4 часот. Апсолутно гледам како сето тоа убаво се поклопува и со се овој а се после тоа се разбира се трудам, за разлика од моментот кога бев на пример активен во политиката, споменати како портпарол подоцна во владата, тогаш се трудев да читам што се случува во глобалната политичка наука, пред се во американската политичка наука, заради тоа што тие се сепак и најголеми и најпродуктивни, највеќе вадат пишан материјал и така натаму. Меѓутоа, условно кажано, тогаш има време само да ги наталожам вака журналите и да видам насловната страница. Сега можам да влезам и малку понатаму. Знам, например, каде се и моите слабости сега, да речеме, во струката, во политичките науки, а здравие, јас се надевам дека, ке можам наскоро и да започнам со работата на докторатот, една работа што целосно ја запоставив, а која што во некој мој макроплан требаше да ја завршам некаде пред почетокот на оваа деценија. Јас сакам да работам македонската приватизација, но од аспектот на моќта, од аспектот на политиката и од аспектот на создавањето на општествените структури. Значи, економистите си го работат тоа во економскиот дел. Добро. Она што јас сметам е дека тој период беше преломен за Македонија и ги создаде современите македонски општествени класи. Тоа ја создаде, да речеме, македонскиот 1%, македонската средна класа, македонската работничка класа и македонската сиромаштија. За разлика од некои процеси кои што во други земји биле условно кажано природни, во Република Македонија овие процеси беа менаџирани од политиката и на крајот произведоа една структура на општеството која што се уште ја отсликува модерна Македонија. Па јас сакам да влезам во тој процес, да видам како се одвиваше тоа и кои резултати и ден денес се образуваат на македонското општество. Интересна е таа тема затоа што првин мислев дека е веќе средина на 2000-та, мислев веќе дека нема што да се каже, дека е веќе чиста реторика само во политичко препукување, но гледаме, значи, колку 20 години од таа приватизација, од тој преломен момент што се случи во Македонија, последиците ние сериозно ги чувствуваме. Не е ова само вербалност, не е ова, значи судбините на преку 200.000 семејства се уште не можат да се вратат луѓе во нормала од тој потрес, од тоа. И допрва ќе ги чувствуваме затоа што забележувам дека за жал овие генерации родени по 90-тите години го немаат оној критичност во однос на социјалните разлики кои што ги имаме јас и ти, например. Добро. Во моментот кога јас и ти сме биле средношколци или студенти, разликата помеѓу најбогатиот и најсиромашниот од нас беше тоа што едниот можеше да купи 3 кока-коли, другиот една. Така. Во моментот јас кога завршував средно училиште, веќе тој најсиромашниот не може секоја вечер да се купи кока-колата, а најбогатите може да си купат и некој пристоен автомобил вечерта. Значи, тие општествени разлики, кои што толку нагло се преломија пред нашите очи, кои што ги гледавме со сета своја беда и раскалашеност на една власт која што ги спроведуваше, меѓу другото ја формираше нашата општествена свест на нашите генерации и нашите политички преференции. Не за џабе овие резултати ги има СДСМ токму од генерациите кои што стасуваа во тој период. Меѓутоа, новите генерации се раѓаат со овие општествени разлики како дадени. Тие немаат таква доза на критичност кон здраво за готово го зема. Он не го мери на вага. Треба, не треба, дали и така. Ние знаеме како било и нам ни сметаат овие разлики. Сме го гледале пред очи. Значи, како да ги наречам, оние најлошите години за македонското општество и за македонската економија, но најдобри за македонскиот ноќен живот. Еднаска со Џамбазов зборуваше на таа тема, ако добро се сеќам во твојата емисија. Мислам дека создадат такви дислокации во македонското општество и тие се уште се забележуваат. А тоа сакам да. Добро, влијае ли тоа на вистина? Океј, тоа ти е докторатот. Ќе биде здравје, чека. Здравје. Да. Но ние неминовно пак ќе дојдеме на сето ова. Ти имаше една турнеја Rolling Stones, не ти беа равни овие денови, колку имаше настапи. Имаш ли представа каде све, колку настапи имаше? МРТВ, Сител, Канал 5, Алфа, Ал Джазира и неколку од овие агенции. 24. Да, на 24 на Нова, точно. Така. Па не одбивам дебати, не знам, така сум скроен на крајот на криштата. Јас немам проблем да седнам со било кого и да ги вкрстиме копијата, да ги вкрстиме гледиштата. Во тој период предпоставам дека на телевизиите ми е интересно да имаат различни мислења на масата.
да ги судриме овие различни мислења, така што сето тоа направи едно забрзување. Станавме дури помалку издодевни. Често мои пријатели ме прашуваат кои што водат забавни емисии, зашто никогаш не гостам кај нив. Велам, со вашите емисии, меѓу другото, јас се опуштам. И сега, ако ќе видам некоја фаца како себе си, која што го има на вести и на со сериозни разговори, па нормално, не само што ме напиња, туку ме прави одбивен. На крајот на криштата, и јас себе си и своите ставови си ги, како да речувам, си ги упросечувам, ако сега излезам во емисија и кажувам, не знам, на каква диета сум, како треба да готвам и така натаму, не бива таа работа. Мислам дека до некаде си во право, но повеќе не си во право, затоа што ситуацијата и состојбите во Македонија, особено по избориве, се усложнуваат. Мислам дека народот бара анализи и одговори. Чекај сега, што е работава? Значи, од една страна имаме резултати, од една страна имаме ситуација која повторно народов чувствува тензија, напад, напнатост, бидејќи секој избор треба да носи некакво олеснување. Или треба да носи кулминација на некоја криза, ајде да катарза да има после. Катарза да има или да има опуштање. Овде повторно на некое ни на небо, некоја мачнина, некоја тегоба останува и така натаму и така натаму. Неколку работи ги начнав затоа што ја немам подготвени прашања и не знам кај ќе ме тера муабетов. Спомна твојот докторат, еве убаво се надоврза на мислам дека кај да е во анализиве ти ќе мора да се навратиш кога ќе прашаме а зошто ќе речеме а што се случи пред 20 години. Да, значи да, точно. Од друга страна ја не знам од каде да ги почнам моите прашања, сега откако се стиши целава работа во врска со овие избори. Дали треба да почнеме 13 од 27, па потоа таму да продолжиме? Така? Па така не затоа што знаеш, па се забрза работиве, точно. Затоа што велам дали треба да започнеме ние од случувањата во собранието од 24 декември. И тоа е дел од пакетот, ако можеме. Мислам како или треба да почнеме од враќањето на Црвенковски во СДСМ. Не знам што да ти кажам. Еве, стартуј ти каде се чувствуваш најкомотен, ја ќе те следам. Па еве, ајде да почнеме од 13 од 27 април годинава. Добро. Значи, председателските избори беа фикс. И ние сите бевме свесни дека тоа најверојатно ќе биде врвниот политички настан годинава. Единствено што не знаевме е дали ќе има и предвремени парламентарни избори. И се уште кон крајот на минатата година него се затоа што нели дојдени сме во емисија каде што зборуваме опуштено. Уште кон крајот на минатата година јас и неколкумина предупредивме дека е можно да се создаде ситуација да имаме председателски избори, да имаме победник, а да не избереме председател. Ајде да објасниме зошто. Кога е пишуван македонскиот устав, ставена една чудна одредба. Таа одредба не е ставена туку така, таа е препишана од Република Србија. И тие погрешија во пишувањето на нивниот устав и таму се создаде уште поголема политичка и институционална криза. Имено беше ставена одредба дека во вториот круг на изборите мораат да гласаат 50%, над 50% од впишаните избирачи. Тоа е нешто ново се наметна? Па не постои. Значи, во земји што развиена демократска традиција, вакво нешто не постои. 20% ако одберат, тие 20%... Тие, молам, да. Меѓутоа, што се случи во Македонија? Ние сега цензус ставивме, де факто. Не, тогаш сме ставиле 90-та година, кога сме пишували уставот. Тогаш сме го ставили цензус. Зошто е тоа ставено? Па затоа што луѓето што го пишували и српскиот устав тогаш, и македонскиот устав тогаш, не биле експерти за демократија. Кој експерти за демократија ги има во комунистичка земја? Пред се на врвните овакви установи образовни. Немало такви, да се разбереме. И тие си пошле пона, што мисли Мали Џокич што е демократија, прочитале некаде дека треба да има висок изглед за висок легитимитет, ај сега да ставиме таа во уставот. И што се случи во Република Србија? Република Србија имаше цел период од безмалку 2 до 4 години каде што немаа председател. Едноставно председателот на собрание беше преодно председател на државата еден долг период. И тоа создава сериозна институционална криза. На крајот тие тоа го реши со тоа што напишаа нов устав и ја елиминира оваа одредба. Во Македонија одредбава не ја елиминиравме, туку пред 5 години, во 2009 година, ја релативизиравме. Наместо 50% беше сведена на 40%.
Меѓутоа се уште постои. И се забележуваше тогаш во воздухот дека се подготвува една игранка на ДУИ и на СДСМ да не излезат во вториот круг на изборите, со тоа да не се направи тој цензус од 40% и Македонија да не избере председател. Значи, веројатно е, хипотетички, Иванов ќе ги освоеше овие 550.000 гласови. Историски 550.000 гласови, нели? Меѓутоа, затоа што цензусот е некаде 711.000 гласови, немаше да излезе 711.000 гласови, тоа не може без СДСМ, нели и ДУИ, изборите ќе пропаднеа. И во тој случај што ќе се случеше, Трајко Велјановски како председател на собрание ќе станеше председател на државата и тоа ќе траеше во недоглед се додека не избереме председател. Или додека не се сменат условите за така наречен консензуален. Или кој знае што. И сега тоа се забележа и беше спомнато како предлог дека едно можно решение е на вториот круг на председателските избори да имаме и парламентарни избори и со тоа да се повлече оваа излезност, да се спречат овие вакви игранки. И токму затоа имавме предпредени парламентарни избори. Значи, можеше во Република Македонија да не се избере председател. Значи, наречете го како сакате. Меѓутоа, ако вие не изберете председател, тоа е криза. И уставна, и институционална, и политичка криза. И, значи, почна од таму, нели, од каде почна целата оваа работа да се развива. Сега, во меѓувреме, следевме да видиме кои се можните кандидати за председател. Кај ВМРО-ДПМН изборот беше горе-долу јасен, заради тоа што сите испитувања на јавното мислење укажуваа дека председателот Иванов има јасна поддршка кај населението. И не само тоа, тој во испитувањата на јавното мислење има една работа која што ми се чини ниту еден политичар во Република Македонија нема и не може да се пофали. Околу 75 до 80% од луѓето во Македонија велат дека тој е чесен човек. Кој политичар во овој четврт век не паметам јас стигна до 80%? Не такво нешто. Сега, покрај таа слика постои една слика, една карикатура. Таа карикатура ја наслика Фрчковски во 2009 година. Толкав процент кој ќе каже, тоа значи дека добар процент и од неговите неистомисленици, оние што не би гласале, го почитуваат како чесен човек. И од тие од СДСМ, и од тие од ДУИ, и од ДП, и од сите, значи човекот таква аура има околу себе. Една карикатура истрта Фрчковски околу за него во 2009 година и во таа карикатура и тој си се влюби и еден круг на луѓе од СДСМ со се медиумите врзани со нив, дека Иванов не знам, не бил интелигентен, дека бил неук, дека не знал да се снајде, дека не знал да ја води државата, дека не брукал секаде каде што ќе стигнал и така натаму. И тие ова си го земаа како канон, нели? Затоа и слоганот им беше Македонија заслужува председател. Нели? Во меѓувреме ДУИ излезе со овој консензуален председател и велеа дека Иванов не им одговара. И не може да објаснат зошто Иванов не им одговара. Се видат, имате човек кој што како магистериум имал книга што се вика Цивилно општество во Македонија. Значи тој проучувал како во 80-тите години се рушал комунизмот, се отварал општеството и така натаму. Докторатот му е демократија во поделени општества етнички, каде што го разгледува меѓу другото случајот Македонија. Значи човек кој што навлегол токму во таа тема меѓу етничката, тој не им одговара на ДУИ. Зошто? Ја и до ден денес не открив зошто Иванов не има никогаш не се изјасни некој, например, нивни интелектуалец да даде некоја своје размислување. Еве беше ти на 24, некој од нив од тие? Не, ништо ни да. Или карикатурава ја имавте на Фрчковски, со која што секој нормален човек одбива да зборува. Јасно. Да ја коментира. Или имате молк. Како кај мафијашино на Омерта, нели? Омерта. Да. И предпоставувам, затоа што се малку се одолжи втората номинација на Иванов, предпоставувам дека внатре имало некои внатрешни дилеми и така натаму, меѓутоа испитувањата на јавното мислење покажува јасно кој е кандидатот кој што ќе произлезе од таа страна. Така што таа работа се затвори релативно брзо, имавме и конвенција, нели се. Имаше тука доста критики околу тоа, бидејќи се чекаше за него, он не сакаше да се изјасни, па се
рече дека најверојатно си има изјаснето дека он не сака сам да иде, па да рече се кандидирам, Да. па на предлогот на овие интелектуалци кои го предлагаат, па го окей, тоа му е тука склизна. Добро, тоа е после по-елегантен начин, он да мислеше дека е тоа по-елегантен и така натаму, но исто така многу доцнеше и СДСМ со својот кандидат. СДСМ тука направи една огромна грешка. Иако имаше критики спрема ВМРО, Иванов не се изјаснуваат, исто така и они во последен момент излегоа со Па Пендаровски. не само што беше во последен момент, туку изненадија со изборот. Изненадија, значи, Стево Пендаровски е личност која што е позната, да речеме, во круговите врзани со политичката наука во Македонија. Познати во високата политика, нели бил советник долго време. Меѓутоа, тој за општото население е непознат лик. Кој е Стево Пендаровски? Еве, ја и ден денес не знам кој е Стево Пендаровски, има и покрај целава кампања. Иванов беше непознат кога се Меѓутоа 5 години председател и си направи портфолио. Си направи портфолио, сериозно. Кај Пендаровски тоа го немаше. И кога имате ваков еден непознат лик, вие треба колку што е можно повеќе да инвестирате за луѓево да го запознаат. Сметаш дека СДСМ го имитира ВМРО во тој пристап, ете, ако они со Иванов постапеа така, еве ние со Пендаровски, Па не. професор, интелектуалец, да речеме колку толку и така натаму, па ќе го протнеме како... Не, тие прво мислам дека бара решение во нивните редови. И таму немаше ниту едно решение кое што може да му се спротистави на Иванов. Како што прават ВМРО ДПМН анкети, така прават и во СДСМ. Добро. Ниту едно тврдо партиско решение не можеше да му се спротистави на Иванов. Ни Црвенковски, кој што се уште има уште еден мандат, нели, два има по македонскиот устав, право секој председател, еден искористи Црвенковски. Значи може повторно да се Може кандидира. повторно, да. Така, тоа не го знаев, интересен податок. Да. Ни Заев, ни Шекеринска, па дури некои други ликови, еве, што биле активни таму, да речеме Тито Петковски, да речеме Илинка Митрева и така натаму. Значи, очигледно било и кај нив, дека во тој дуел ништо. Значи, нема шанса да победат. И затоа бараа некој лик кој што или ќе го потрошат, или ќе го испромовираат како некој нов лик во политиката. А навикнати да имаат харизматичен лик како што им беше Бранко Апсолутно. Црвенковски, ваков не гледаме некој со... Апсолутно. Не, Бранко Црвенковски беше во она лига на политичари кои што беа, како да ги наречам, балкански горштаци, нели? Они се тука да држат говори, така натаму, јаки дечки, не знам, со сите нешта, дури и со сите балкански пороци и така натаму, нели, такви балкански мажи и така натаму, условно кажано. Не, тие ми се чини си го бара некој лик, меѓутоа не може да најдат некој лик. И на крајот го избира Пендаровски, доцнеа со неговата промоција, според мене, затоа што луѓето требаше да запознаат кој е Стево Пендаровски. До крајот на кампањата никому не му беше јасно кој е Стево Пендаровски. Затоа секој можеше да се проектира себе си. Значи сметаш дека требаше, ако веќе го вадат Пендаровски, многу порано да има, Апсолутно. за да имаат време за да го промовираат. Апсолутно. Значи тоа е голем кик со... Па тоа е неодговорно и кон нас како бирачи. И ние сакаме да видиме со кој си име работа, треба да му довериме на човек што треба да потпише војна и мир. Видиш, право си вака кога размислуваш, бидејќи еве и мене ми е некој лик, ја Пендаровски стално го знам, на пример, беше на некои состаноци, постојано во друштво, ја барем кога го сретнував со Никола Младенов се сретнува, кафиња, пиење и така натаму, бар оти ја гравитирав со тие луѓе, со него, со фокуси, ама ништо онака не ми текнало. Горе-долу генерација сте веројатно. Неверојатно. Но никогаш не ми текнало да прашам кој е, што е и така натаму. Советник, окей, такви луѓе околу председатели се собирали. Нема, советникот е личност во позадина. Да, па советникот не е личност што е исторен, па да го видиме точно. Па дури да седнеме да го дебатираме кој е, што е или дали е значаен воопшто. И сега кога ќе го артикулираш ти ова вака, точно стварно ја би сакал да знам. Се едно за која опција сум, но би сакал да знам што е тој човек, да му ги чујам говорите, да му ги чујам како настапува. Тоа многу доцна дојде. И да видиме одлука некоја, нели, кога била забрзана рекава, дали избрал да иде ваму или онаму. Тоа сакаме да го видиме. Не само тоа, тоа што долго време бил советник, имаше според мене лош ефект врз него лично за време на дебатата. Значи, како што реков, тие заради карикатурава на Фрчковски, воопшто не го подготвувале него за дебатата на МРТВ. Очигледно таму мислеле дека тој треба да дојде таму да се појави и победил. Така? А за Иванов беа толку смалени очекувањата, што сите очекувавме дека ако тој дојде и каже
Добро вечер, почитувани гледачи, јас сум Ѓорѓе Иванов, без грешка, дека направил невиден успех. Жак Ширак. Да. И се покажа, тоа е глупост, да се разбере. Знам, кај мене беше. Јас Знам, гледам зашто, бидејќи нема зашто да се фатат, се фатија за омашка, за... Ке кажам, додека бев студент, бев демонстратор кај на исто место се Иванов, Шкарич и Фрчковски, така. Интересна ли катедра? Да, додека ги изговориш има кариес да изфрлиш од забите. Иванов, Шкарич и Фрчковски. Да. И сега, мислам, злобата одеше до таму што една работа која што беше, како да речем, бенигна. Веднаш потоа тој спомна, тој како градоначалник на Париж, што сигурно не знае, глупост, мислам. Никој не го ни приметивме, до нека бевме прилично опуштени во целата работа. И сега кога почна дебатата, тука се види една чудна работа. Советникот на председателот Пендаровски во присуство на вистинскиот председател Иванов се замрзна. Како советник. Како советник, нели? Како советник на председателот требаше да потоне во позадина, нели? И тоа го стори. И не само тоа, во една ситуација кај што очигледно дека Иванов има... Очекувавме дека ќе биде агресивно. Ама требаше да биде агресивно. Гледам дека Иванов беше подготвен и настапи агресивно, очекувајќи дека и од таму ќе има напади и топки од страна ваму и таму. Така натаму. Кога испадна? Ништо. И после тоа она кога излезе, тој не влегол во дуел со Иванов затоа што требало да влезе во дуел со Груевски. Значи значи од она Не, еве интервјуто за Фокус неговото, може слободно што беше во меѓу период. Благодарам. Тоа како да е извадено, значи од она кутијата каде што ја чуваат ароганцијата во СДСМ, нели? Кој бе тој, нели? Не разговарам јас со него, не е мој ниво. И не само тоа, ние очекувавме дека тој не само што ќе биде агресивен, за да си ги зголеми шансите, тој требаше патос да брише од Иванов таму. Така. А тој се замрзна. Тој не беше присутен во таа дебата. И не само тоа. Реално нема ни да може. Настапот на Иванов покажа една силна зрелост, бидејќи јас лично го познавам Иванов и прилично мек човек е. И ми се чини понекогаш дека како овца меѓу волци е фрлен, затоа што нема агресивност. Кај него има затоа што првпат го чув говорот во Охрид. Те следев тебе пред говорот на Охрид и така натаму беше прилично резервиран што ќе иде и како ќе иде, и ја исто ја почувствував тоа, првпат да го чујам сега како настапи, но толку настапи самоуверено, толку настапи со една јасна мисла, јасна реченица. Ја до сега како да кажам, не беше тоа агресија, но беше она покажување на една внатрешна сила и енергија кај Иванов, што до сега ја не сум ја приметил. Покажа дека е комотен во функцијата председател. Така. Веќе стана уверлив. Точно. Искрено да ти кажам. Мене ми беше уверлив дека он може, бидејќи нашиот народ, јас сум го забележал тоа, многу се пали на оној курназлак, извини на изразот. Значи, он да излезе некој овде да дојде во емисија и да ми рече: "Слушај бе, Јанка, немој ти мене да ми кажеш како се тера држава." И знаеш оние финти со лупање на маса, со Нема добро. И народов се топи на такви работи. Се топи да речеме некоја навијачка кафеанска атмосфера. Меѓутоа, еве ставете се. Дали да речеме македонскиот граѓанин кој што е многу рационален. Очигледно покажа дека е многу рационален. Би ги ставил парите во банка што ја води таков човек, кој што така настапува. Не, дефинитивно. Или дали би го дал гласот за таков човек за председател. Така. Може да му интересно у еден момент. ама на крај кога доаѓа да се заокружи, ние сме многу посериозни. И се да се вратиме пак на кампања пред првиот круг. И пред првиот круг, значи затоа што во Македонија толкава е земјата, комуницираме, нели, ако ништо друго не комуницираме понекогаш директно, пишуваме текстови, па гледаме како си реплицираме и така натаму. Се создаде една слика, дури морам да бидам искрен, јас се фатив се, викам грешам или не грешам. Добро. Луѓето во чии што испитувања на јавното мислење верувам. Пример Владимир Божиновски. Тој се што го потпишал и што излегол да го брани со образ, се погодил. И тој дава анкета, не само тоа, таа анкета одговара на трендовите. Од друга страна слушаме друга приказна од СДСМ. Имаше две верзии. Првата верзија беше онаа малку поскептична. На Ѓорѓи Спасов сега да не ја вади? Не. Значи, другата скептична, таа беше ваква, отприлике. Значи, Пендаровски да се приближи до некои 50.000 гласови разлика до Ивана, значи да не биде прв, него втор. Во првиот круг? Во првиот круг. Има големи шанси во Има големи шанси во вториот круг, затоа што народот ќе се почувствува дека има тука, не знам... Албанците. И плюс албанците, нели? И така натаму, некоја таква
Видовме колку се трудеше човекот да ги анимира тоа беше, за значи, гласање. и сега зборуваме дека тоа не бива така, меѓутоа потоа гледаме Заев излегува со такви тези, Шекеринска излегува со такви тези, дури некои новинари блиски до СДСМ излегува со такви тези. И јас искрено скажав јавно, ако разликата биде измеѓу Иванов и Пендаровски над 100.000 гласа, на овие луѓе ќе им се распадне кампањата. Ама јас не очекував дека ќе им се распадне онака како што им се распадна. Вечерта на 13 април. Неколку пати, да. Го потенцираше, мислам тоа ти беше реченица она отпечатена на мајца. Да, јасно, уште на мајца, на чело, уште десно. Да, буквално. И сега вечерта она не може да се одглуми. На 13 април излегува Заев и Пендаровски изворно изненадени, шокирани. Што се случило? Ја тука би те замолил да направиме кратка пауза и веднаш потоа продолжуваме со разговорот. Боцевски, првиот круг завршува. Дали веќе се навестуваат повлекувања, вакви радикални потези, резултатите шокирани ли се, окуражени ли се? Како беше целосниот впечаток кој стигнуваше и од позицијата и од опозицијата? Кои беа заклучоците после првиот круг што можеме да ги извлекуваме? Првиот заклучок беше дека на ВМРО му престои само една рутинска кампања до втор мандат за Иванов и нов мандат за Груевски. Значи, едноставно следевме дали ќе стигнат тие до онаа своја цел од 62 пратеници. Тоа беше недоумицата. Кај ДПА имавме лоша ситуација, 38.000 гласови само за нивниот председателски кандидат. ДПА е една многу интересна партија. Тие редовно се движат измеѓу некои 50 до 80.000 гласови на сите избори. Значи, конзистентно гласачко тело си го имаат. Дури на последниве два циклуса парламентарни избори имаат 66.000 и не знам, 100 или 200 гласа. Како никој да не почина од бирачеви, никој да не дошол нов точно 66.000. Ова тоа е као број на жители во Чајнатаун во Сан Франциско. Тоа е константна, некои си 600.000, веќе наназад тоа години. Имаш таму луѓе Чингјанг Пинг кој ќе го најдеш по овакво дека има 300 години. До 19 век дошол веројатно. Дошол таму негде као до 18-19 век и постојано да. Друг зема неговиот идентитет. Нема, значи 66.000, ама тие си се на некои 50 до 80.000 гласови и ова беше за нив голем удар. Значи, имале они полош изборен циклус, пред 5 години со Мируше Хоџа имаа само 30.000. Не дојдоа на тоа, меѓутоа и ова беше сериозен удар, што значи дека дел од нивното бирачко тело одлучи да бойкотира, затоа што потоа добија 66.000. Значи, кај нив беше сериозен проблемот и кај Гром пак беше нервозата најголема, затоа што тие беа на 31.000 гласови, а со тие гласови многу интересно. Со тие гласови сте на сама ивица. Може и да потонете скроз, а може да дојдете до пратеничка група од 5 луѓе. Во зависност од тоа другите што ќе направат, која ќе биде излезност и така натаму. Такви математики има во овие избори. Апсолутно. Таква е природата на изборите. И се замислете таа нервоза. Со тие гласови, ниска излезност, да речеме, вие имате пратеничка група. Со висока излезност, ни еден пратеник. Така. Тоа сум го слушнал и гледам како правило. Да. Секогаш кога има висока излезеност, тоа е најпродуктивно за големите партии. Иде кај најголемите, нема збор тука. И сега, кај СДСМ шокот беше очигледен и сега едноставно требаше да се види што ќе направат. И утре дента излегува Заев со негована стратегија на бомбаш самоубиец. Очигледно тој одлучи да ги извади сите работи што ги имале од подрумот, така условно кажано. И почна корупции, вакви Загорец, Тумбовски, не знам, македонски банки и така натаму. Ден Дончев, работи што не му личат на председател на партија. Значи, тоа да го пуштеше на тебе, на мене, на некој новинари. На кого сака. Така, не биде, значи се знае тоа како се работи на крајот на краиштата. Тоа прво. Второ, пак ќе кажеме, ликот на председател на партија, ликот на председател на СДСМ. Секој човек што е председател на СДСМ, луѓето потенцијално го гледат како иден премиер на Република Македонија. Премиери ова држава дава ВМРО или СДСМ, не дава никој друг, нели? И сега ликот на премиерот, а не бива сега он дека седнал тука и се гледа клипови, слуша и така. Не го личи тоа, како да кажем. Башка беше премногу малку и премногу доцна во кампањата. Тоа е како, знаеш, тулей, да. Бум, фрламе бомба, па сега кому иде, што сака нека биде.
И на крајот она што се случуваше на самиот изборен ден беше жалосно. Кажи ми, кога излегува со овие работи, што ти помисли? Дека се ова баш бомбаш самоубиец, очајнички потези? Да, помислев дека се очајнички коцкарски потези. Значи, тоа не е политика. Значи, што сметаш дека ти најпаметно би било тим кој губи во вториот круг да направи? Според мене, значи, го кажав во неколку пати, ќе го повторам. Во кариерата на еден политичар, дури и кога губи, постојат работи кои што му го чистат образот пред јавноста и го креваат на една многу висока позиција. Значи, Стево Пендаровски, вечерта на 27 април, требаше да направи еден председателски потек. Тој е свесен, беше свесен на 27 април дека нема да стане председател. Како Бранко Црвенковски 98 кога изгуби, кога се појави у ролката? Не баш тоа, значи, треба да се појави асално, јасно и да каже. Вечера имавме избори, и јас ја добив довербата од толку и толку луѓе, меѓутоа Македонија одлучи Иванов да биде председател, председателя ви ја честитам победата. Значи, тој е председателски американски момент, апсолутно. Американски, шведски, германски, било каков, нели? А ова испадна? Ова испадна, како да кажам, централно-африкански. Не знам како испадна. Јас се уште не знам што има стратегијата, што има стратегија сега. Компаративно? Па немало вака, не, компаративно бојкотот се крши од главата на тој што бојкотира. Значи, дури и бојкотот кога имаме Македонија 94-та година, сега веќе имаме мемуарска литература и така натаму. Љупчо Георгиевски? Да, Љупчо Георгиевски, Петар Гошев, Љубиша Георгиевски. Ама они не ни излегува на, они ги бојкотира изборите. Ги бојкотира, не ни излегува на изборите. Мислам, по-мушки беше таму. Читате таму што пишува во нивните дела, велат. Добро, до ден денес се кајат. Не само што се кајат, него велат да не беа локалните избори од 96-та година. Па ние можеме како партии целосно се стопиме, да престанеме да постоиме. Кажи ми, дали се тоа клучните години кога една власт е оставена потполно на себе и таа криминална транзиција да се направи токму во тие години кога немаш опозиција кој да Македонија добро тргна. Значи, ќе си носат тие личности и тие што биле на власт што ја направиле, но и тие што можеле да бидат опозиција и да вршат корекција, ќе си ја носат тежината на... Ќе си го носат бремето на таа ситуација. Значи, Република Македонија тргна убаво. 90-та година сеќаваме парламентот, главните одлуки беа направени едногласно. Да, имаше една позитивна енергија. Декларација за ЕУ, декларација за НАТО. Сето тоа беше едногласно, имаше позиција, движевме консензуално, позитивно. Да. И во тој период... Ги паметам добро тие, иако не бе политички ангажиран, ама ја паметам, имаше стварно унисоно беше за многу прашања. И дебата имаше, и тоа убава дебата во собранието и така натаму. Тој период, од 94 до 98 година, прва Македонија излезе од таа врвица на демократизација, се врати назад. Потоа, тогаш беше направена приватизацијата. Тогаш беше направен генерален реизбор на судиите во 96 година, не се сеќаваш ти на таа работа, и 97. Што се случуваше тогаш? Тогаш, например, излегува со список на судии и се гласаше во собранието судија по судија. И камерите фатија што се случуваше, го фатија Љупчо Поповски, тогашниот генерален секретар на СДСМ, тој им даваше знак за овој да се гласа, за овој да не се гласа. И сите судии обвинители пројдени со тој филтер. Тоа се случуваше во тие години. Да не зборуваме за други нешто се случуваат. Кршење на санкции кон Србија. Да, кршењето на санкции. Да. Но друга приказна е ако имаш еден опозиционер да имаш, да излезе, да викна, еден што направи кариера што тече до ден денес. Значи, само еден човек во собрание беше опозиционер за економски и социјални теми и ги растураше на парчиња ги сечеше од власт. Тоа беше тогашниот пратеник на ДПА Руфи Османи. Руфи Османи направи кариера благодарение на тие години. Човек со еден прекрасна елоквенција излегуваше на говорницата и критикуваше и за приватизацијата, и за санкциите, кршење на санкциите, и за сите нешто се одвива во Република Македонија, и на тој бран стекна голема популарност. Нели потоа друга врвица направи неговиот, друга врвица зема неговата кариера, меѓутоа замислете на место еден во тој парламент да имаше 30-40 души што ова ќе го зборува. Да. Сосема поинаку ќе беше. Па протест ќе се направи, ќе се викнат камери, па меѓународно, па така натаму ќе има кој да го артикулира проблемот и криминалот. Тогашното гласовите тогаш што ги доби Сојузот за Македонија чело со СДСМ се помали од гласовите што ги доби сега СДСМ на изборите. Повтори?
гласовите што тогаш ги доби СДСМ, со кои што имаше над 90 пратеници во собранието, беа околу 260-70 илјади. Сега СДСМ има 280.000 гласови. Со 260-70.000 гласови добија 100% власт. Тогаш. Ете, тоа беше Македонија во 90-тите години. Забораваат, нели, треба понекогаш да освежуваме сеќавањето. Само со толкава мал... Добро, тогаш беше друг изборниот модел и така натаму, меѓутоа во секој случај тие години беа преломни и гледаме, еве го Геровски пишува криминалната, па ја става во наводници криминалната приватизација. Па не знам во кој свет живее човекот. Неговиот пред јавувањето на Геро како Јован Претеча Геровски беше пред Бранко јавлението кое го имавме денеска. Бранко јавление денеска го прогласи. Нема, само да се вратиме се. И сега што се случи на 27 вечерта? На 27 вечерта, еве ВМРО дојде до своите 480.000 гласови што ги имаше од 2008, ги надфрли за 100-200 гласови отприлика. Значи тие се на својот историски максимум. СДСМ не успеа да дојде до 300.000 гласови, што исто така за нив е поразително, повеќе од поразително. ДУ има најдобар резултат во својата историја, 153.000 гласови, тоа е исто за пофалба. И која видовме излезноста после првиот круг, ние видовме дека нивниот проект за бојкот е успешен. Излезност таква беше индикатор дека тие успеа во својата намера. Дисциплинирано. На кој начин, како и така натаму, тоа е друго. Тело, дисциплинирано, крајно. Гласачко тело, приказна и така натаму. ДПА 66.000, пак, значи 5, нешто поста, меѓутоа не успева да ги загрози ДУИ. И не самото на анкетиве се гледа дека... А ВМРО, како е компаративно? ВМРО е најдобар резултат во историјата имава, како партија. Само за некои 200-300 гласа подобар од резултатот во 2008 година. Тој ми е втор. 2008 после Букурешта. После Букурешта. Значи, трет најдобар резултат им е овој од 2011 година. Така. Ке СДСМ прв најдобар резултат е на Бранко во 2002 година, 15 септември. Тој е и на вечната табела е прв уште 490 и кусур илјади гласа. Никој не го детронизирал тој резултат. Втор е овој... Во СДСМ, мислам. Не, генерално. Никоја партија не го надминала тој резултат. 490 и кусур илјади гласови не успел никој. Значи 490 и кусур илјади, па втор е овој на ВМРО се резултатот, па трете пак на ВМРО. Колку е сега на ВМРО? 481.600-700, не сум сигурен колку. Сега ги неа пред себе. Не, добро, може да спекулира. Не мораме... На 480.000 во секој случај. 481 ми се чини. Потоа, овој резултат нивни е слаб. Драстично послаб. Значи, тие изгубија буквално околу 80-90.000 гласови скоро од резултатите што ги има во 2011 година. Се разлеја некаде тие гласови. Потоа, го имаме Гром со 30.000 гласови, таман колку што им треба за да го одбранат својот пратеник и види, се може да омаловажуваме тој глас, дека тие гласови се мали или не, ама партија е партија која излегува сама на избори и си го освојува местото во собранието. За Стефче Кемовски? Да. Апсолутно мушки. Нема збор. И тоа неговото мушко се, ја ќе ми дозволиш, немој да ми дозволиш, ја ќе бидам малце безобразен. Ние у скопската шема и шминка, така, оние фрајери кои, знаеш, се женел со керката на овој, па заради тоа си направил тоа, па после се преженил со керката на оној, па си направил тоа, ги викаме дечкото со златно куре. Така да, во овој момент, whatever, нека не гледаат. Ја ќе го повторам ова. Во овој момент, Стефче е тоа. Он го ја има златната карта. Како манекенот од Брисел, не ли? Баш, манекен пис. Он може сега да си направи фонтана, како манекен пис во... Ама тоа затоа што он сега ќе тој изворен мандат даден од граѓаните не му возможува и да отвори преговори со владата, абсолютно, и да иде во опозиција и така натаму. Ја би сакал да сум на негово место. Оние 3 места на НСДП вредат не помалку, него 100 пати помалку од едниот на Гром и на Стефчо Екимовски. Тоа покажува дека тоа таму не е ни партија веќе, тоа е таму само еден вид на икебана околу Социјалдемократскиот сојуз. Или пак сличните што се околу ВМРО ДПМН. Меѓутоа, еве го, ово излезе и си го зема пратеникот, нема збор. Другото се покажа исто така дека
овој Љупчо Георгиевски не успеа да го повтори својот резултат од 2011 година. Тој тогаш беше безмалку најблиску до влез во собранието. Меѓутоа, овој пат има буквално една половина од гласовите што ги имаше 2011 година. Таму имаат сериозен проблем сега како ќе редефинираат својата идна политичка активност. Алијансата за позитивна Македонија исто така имаше неуспешен настап на нивните први на нивното прво излегување. Имаат во Скопје некоја си поголема колку освоија Скопје? Гласови, околу 10.000 гласови. Тоа е премалку, тоа дури имаше коментари дека вработените во железара на Минчо не ни гласале за него. Знаеш, ама не, затоа што мислам дека тука малце погрешија. Требаше малце по-харизматична личност да се истори напред. И со кампањата. Зошто кампањата, мислам дека Бучковски не беше толку исторен напред? Па тоа ме вчудоневиди, затоа што Бучковски е премиер кој што за себе има и резултати, има и елоквенција, оратор и така натаму. Тоа ме изненади зашто тој не беше толку експониран за време на овие избори. Додека за пошироката јавност овој беше прилично анонимен. Може ние го знаеме, Зиков ние го знаеме и така натаму. Но за народов Зиков ништо не значи. Исто како за Пендаровски што ништо не значи, тие сега го запознаваат. Тие излегува се една либертаријанска платформа, нели? Човекови слободи и права на маргинални групи, апсолутни економски слободи, апсолутни културни слободи, така натаму. Тоа е супер во демократско милје на една земја. Ама тоа секаде е да речеме се подразбира. Секаде е мало. Како ако правите секаде е мало. Меѓутоа и од тоа може да направите политика, така? Доколку тоа го испромовирате, го продадете како што треба. Зелените во Германија која почнаа многу малија станаа фактор политички израсна денеска. Не само кои тоа, даваат министри за одбрана. Не само тоа, туку зелените се сега зелените се во толкав подем имаат премиер на една од државите. Но ама тоа е кога имаш визија, имаш концепт и истрејност, идеш во тоа. Ама кој што почна, кога се сеќаваш Бадер Мајнхов, маоисти, таму почна со и куп хипици, со ултра левичари и хипици. Точно. А денеска што се изроди од тоа? Добро сега, тоа е со созревањето, нели? Треба фамилија да се прави едно друго тука. Јапи системот влезе во системот за да го менуваш од натре. Очигледно се покажа дека веројатно има простор за нека таква либертаријанска платформа, меѓутоа потврлија во кампањата дефинитивно кога зборуваме за алијансата, достоинство покажа дека се на таа кота 9.000 избирачи околу неговиот проект. Сите други се драстично послаби. Еден човек кој што многу потврли, мораме да кажеме, беше Фијат Цановски, кој што успеваше да си го одбрани своето пратеничко место во петата изборна единица со околу 5-6 илјади гласови, сега не е ни на пола од тоа. Значи, очигледно дека коалицирањето со СДСМ и сите оние случувања тамо повеќе му штетеа, а и не само тоа, туку ВМРО ДПМН не отвори една сериозна врата за македонците од ислимска вероисповест. Предпоставам дека и тоа играше на своја улога. Така што на крајот така завршија резултатите. Овие резултати се конзистентни со сето она што ги имаме наназад некаде од 2008 година. Значи од 2008 година ВМРО си е на таа нормала од над 400.000 избирачи. Тие успеваат 400.000 избирачи да ги добијат од 2008 година до сега, до 2014, 6 години, значи во континуитет. Единствена година кога може да дебатираме дали го направиле тоа или не, беше 2009 година, кога Иванов во првиот круг имаше 365.000 избирачи. Меѓутоа да се разбереме. Тогаш Иванов ги имаше овој проблем што сега има Пендаровски, апсолутно. Тој беше непознат за многумина во македонската политика, а Љубе Бошковски истрча како јас сум автентичниот кандидат на ВМРО ДПМН и успева да одземе еден дел од гласачкото тело на ВМРО ДПМН, но во вториот круг, ако гледаме, буквално сите гласачи, не сите сега, ама најголемиот дел од гласачите на Бошковски завршија на контото на Иванов. Така што за ВМРО ДПМН ова е една нова нормала, 400.000 избирачи, сериозна нова нормала. СДСМ флуктуираше меѓу 200 и 300.000 избирачи сите овие циклуси, има еден максимум 368.000 2011, меѓутоа тогаш се сеќавате, тогаш беше сите топови пука, и Ја1 и целата таа атмосфера беше поинака. Меѓународна, имаше дури амбасадор кој онака отворено
агитираше. Тоа беа нетипичен Така. циклус беше. Невладини организации, беше готово, решено е, завршено е и така натаму, па се иде стварно во онака што се вика, како вика србите, грлом у јагоде. Грлом у јагоде, Да. онака се джитна и беа попарени. Затоа што се сеќавам колку беа несигурни и стегнати ВМРО на тие избори, додека не дојдоа резултатите. Точно. До 9 до 10 сат ни да писнат нигде немаше. Ни еден телефон не работи, никој не се јавува, нигде ги нема. Мислам една сериозна загриженост, што уште еднаш покажува дека знаеш како, гледам често пати на пример Мирка Велиновска често пати сака да каже дека има допирност со народот и го слуша гласот на народот и спрема тоа вади некои заклучоци што и како ќе се одвиваат работите. Секако дека има своји аналитички способности. Но тебе често те гледам како се подкачувате во тие дебати и то прилично груба знае да биде со тебе, затоа што те смета дека си технократ и дека исклучиво се држиш до тие анализи, а тие анализи што и треба да ги има. Јас согласувам дека треба да ги има, бидејќи јас сум интуитивец. Тоа што ти го збориш у анализите, ја не можам да го... Мирка си има една тактика, да се разбереме. Добро. Ако на масата нема некој кој што е природен противник, најлесно е Боцевски. Најлесно е се сврти кон мене. И неколку пати и често знаеме да влеземе во некои такви Така си ги артикулира ставовите. Така си ги артикулира ставовите. Меѓу другото, така го правиме се чини и гледливо за гледачите. Сакам и да кажам дека... Меѓутоа, не, да се разбереме. Што е разликата измеѓу, да речеме, еден добар новинар и, да речеме, некој добар аналитичар. Значи, аналитичарот прво седнал, си ги видел бројките, направи анализа на содржина, дури во Република Македонија, нешто што не го правиме, а треба да го правиме. Се зема програмата на партијата, па се брои кои зборови најчесто се повторуваат во таа програма, во програмата на другите и така натаму. Се земаат говорите на лидерите и таму се прави анализа на содржина, кои зборови и така натаму. Па тука се влечат заклучоци. Така? Може и во една земја како што сме ние мала, мислев дека тоа треба еден поголема, каде што им поголема територија, каде што има повеќе народ, на повеќе милионски, каде што можат таквите работи да прават разлика конечно на... Не, ама зашто се нарекуваме политичка наука, ако тоа не го правиме? Така. Ме разбереш. И само да докажам. Велиновска пак има еден друг ковид, кој што исто така е Велиновска и сите други новинари, нели? Вие имате можност да комуницирате со многу поширок круг на луѓе. Вие имате можност да комуницирате со ликови кои што се наоѓаат во раководството на партиите, во раководството на бизнис заедницата, со обичниот граѓанин. Имате шанса да зборувате со спортски работници, со културни работници, со луѓе од реалниот невладин сектор, не овој што е спонзориран, него ала хармосини нашите пријатели или од хорот и така натаму. И од таму исто така имате увид во ситуацијата кој што овозможува носење некои заклучоци, нели? И едното и другото се подпираат. Апсолутно се согласувам и не мора секој да биде точен спрема секого. Те молам да се префрлиме. Ајде. Доаѓаме сега резултатите од вториот круг, ги анализиравме и одеднаш не прифаќаме. Колку е ова нивни паметен потек во ваков катастрофален резултат? Што име варијантата Б? Ако прифатеа и влезеа, што ќе добие? Нема 30, пак рековме, нели? Да подсетиме како беше. Не влезеш ли, тоа значи ги пушташ власта, а секоја власт има тенденција да се корумпира, ако нема коректив некаков, а тоа треба да биде опозицијата. Од друга страна, значи ако утре има криминал, можеме да ја критикуваме власта, но ќе ја критикуваме и опозицијата затоа што не се ангажираше. Сега се навраќам на годините ти што ги спомнуваш. Што значеше да нема опозиција во парламентот? Дали но тогашните актери се кајат заради тоа? Пак е потребна паралела ако споредиме например функционирањето на државата со функционирање на автомобил, така? Добро. Опозицијата ја има на улогата на кочницата.
така. Апсолутно. Тие треба да закочат онаму каде што можеме да имаме провалија, нели? Или бар да блокираат така ABS-от, ABS-от, да не залета да многу. не се залета кај што не треба, нели? Зашто може да значи А сме ги приметиле дека ВМРО ДПМН и тоа како се сензитивни на критики од страна на опозицијата, па коригираат, па се вадат, па се и така натаму. Тие созреа како партија, значи едно време беа тотално несензитивни баш во тие 90-тите години. Да. Беа и во некој свој филм, ако се сеќаваме, Така. нели се медиумиве, службиве, едно друго, не дека тоа го немало, го имало и тоа. Меѓутоа беа целосно несензитивни и им го пропуштаа тој терен да ги работа како бавча сите. Не само тоа, туку оние тогаш се сеќаваме Владимир Мирчин и Сорос им ги залепи оние бугарофили, вакви, такви, онакви што им се влечеа долго време, а што немаа врска се. Не може вие да наречете партија за која што гласаат барем 200.000 души од почетокот па до денес, дека биле вакви, онакви, не знам. Да, исчезна бугарофилството, освен на Фейсбук. Уште има. Добре, и тоа е прашање, мислам, на Да, тоа смешно. Како е. Но и сега да се вратиме. Да. Значи, нормално е дека сензитивни, затоа што знаат дека еве за 3 години одат на локални избори. И сега вие ако Значи гледаш малце подалеку од носот, што се вика, правиш анализа, така. Нормално. А кажи ми, сега, само да се вратиме на оваа работа. Сега спомна кој е планот Б на СДСМ. Па јас мислам дека нема план Б. Ова најсериозно го тврдам. Сето ова што се случува кажува дека кај нив нема стратегија. Чекај. Дали сега ова они го прават ова и велат. Странците веќе нека не ни се обраќаат нас, нека се обраќаат кај власта. Таму е вината. Овие избори не се фер, збараме техничка влада. Колку е издржано такво нешто, еве дури и од нивни очи и од нивни агол. Не, па прво да се разбереме, во Македонија, во нашиот устав и во нашиот политички систем не постои можност за формирање на техничка влада. Како имаше во 2001? Не, тоа не била техничка влада, тоа беше влада која што беше широка коалиција. Влада, значи кај нас, за да се формира влада, потребно е таа влада да добие мнозинство во собранието. Значи таму мора за нејзе да гласуваат 62 од 123 пратеници. Што значи треба да се они во собранието? Апсолутно. Не, треба значи во моментот да се направи техничка влада, треба 61 пратеник на ВМРО да гласа за техничка влада. И јас сум без текст, искрено да ти кажам. Значи не постои, значи уставно законска можност. Постојат држави каде што има такви можности. Каде е тоа шорткатот, они што го бараат? Технички влади и така натаму. Тие во моментов бараат значи партијата на власт која што добила 480.000 гласови и 61 пратеник, самата да се елиминира себе си од политичкиот процес и од владата. Најсериозно. А тоа го бараат. Не може поинаку. Не може поинаку, не може поинаку. Значи, освен, не знам. Дури сега што излегле од собрание. Добро. Значи, ако бараш техничка влада, така, таа техничка влада мора да помине низ собранието. Низ ова собрание, што ќе се конституира недолава или следнава, не знам. Недолава, веројатно. Значи, буквално останува на тоа... Значи, треба да кренат рака. Треба да кренат рака пратениците, тие од ВМРО, од ГРОМ, од ДУИ, од ДП, од СДСМ, и да направат техничка влада. И да речат... Терете како техничка влада. Така. Што е најинтересно, тие може да оборат. Дали ова може би крик за помош до меѓународната која би извршила, бидејќи гледај, да не се лажеме. СДСМ и натаму игра на картата игреш. Точно на меѓународната. Дека они ќе извршат притисок, но како што гледаме и тие амбасади и тоа меѓународна дури и во светот веќе не се она што беа. Американската, британската, германската, француска. Апсолутно зборам дека се најаки. Ама веќе имаме и ние нови играчи на теренот. Држава како Република Македонија е мала држава, од 2 милиона жители. Постојат држави во светот кои што имаат способности и ресурси во Република Македонија да направат сериозен проблем. Апсолутно. Нема збор. Имаат и луѓе, и пари, и знаење како се рушат влади. И дронови. Што немаат, така? Меѓутоа, што би бил нивниот интерес да направат такво нешто во Република Македонија? Да се смени името? Ама... Дали им е до толку интерес? Значи, во моментов и тие се свесни дека промена на името во Република Македонија ќе предизвика таква масовна народна реакција. Ќе предизвика таква нестабилност, што вие овдега буквално ќе треба да истурите
и илјадници советници, пари, средства за да одржувате таа квинтичка влада што ќе направите, што би го сменила името. И контрола на медии. Што ќе им е да се става трн во здрава нога? Освен тоа прашање, постои ли некое прашање каде што нашата влада не е во линија со политиките на САД и на ЕУ? Не. Так, нема. Дури ние... За НАТО се, за ЕУ се. Па, не само тоа, ние бевме на меѓународни мисии што не беа под патронат на Обединети нации. Во Ирак бевме затоа што американците беа таму. Така? Секаде каде што американците имаа авантура во време на пресветлствувањето на Буш, ние бевме со нив. Како велеше Лазе Леновски, shoulder to shoulder, нели? Значи, што би бил интересот да се дестабилизира една држава во моментов на Балканот, која што е интегрирана во ЕУ и во НАТО и се интегрира. Зошто? Не само тоа. Сега онаму се отвара проблемот со Украина. Една невидена нестабилност, каде што очигледно не се знае, ќе зборуваме нели за тоа рековме како ќе заврши. И сега при една таква ситуација вие ќе се занимавате со Македонија. Па кој нормален тоа би го правил? Ај застани тука, па ќе се навратиме ново. Ајде. Ново целова приказна, еве што се случува, сега треба да се случи конгрес на СДСМ, така, да се одлучи дали ќе се прифатат овие. Но пред да одиме до тоа, објасни ми го ова. Ја го поставив како јавно прашање со замолница до симпатизерите на СДСМ или било кој да ми објасни. Значи, излезе вест дека членовите на СДСМ идат на нотар да потпишат дека нема да ги прифатат пратеничките мандати. Ме интересира, Ивица. Верувај дека ова ми е првата причина која те повикав да ми го објасниш. Дали постои правна сила и дејство, пратеник, значи, за законодавниот дом, избран од волјата на народот, да својата волја ја практицира условен од... Ма не, ова е пиар потек, да се разбереме, ама нема врска. Чекај, ме интересира практично. Ако некој се премисли од нив и влезе во парламент, што тој подпис на нотар може утре да му донесе? Ама не, сега СДСМ ќе го тужи? Јас и ти сега можеме да... Не, чекај, кажи ми го само практично. Ништо. Еве, јас и ти сега ќе отидеме на нотар и ќе подпишеме изјава. Добро. И ќе вели вака. Така. Ивица Боцински и Јанко Илковски се нераздвоени другари и ништо не може да го наруши нивото пријателство. Мој подпис, твој подпис, нотарот ќе го заведе, ќе му даеме 300 динари. Уште подобро, чекај вака. Подпишуваме. Сакаш гостин кај мене? Сака. Да. Сега, Ивица Боцински никогаш више не ќе смее да отиде на канал 5 кај Миленко. Така е. И подпишуваш. И јас и ти. да. И ти идеш, и јас што можам? Ништо. Можеш само да мафташ со ливчето вдека да кажеш види го бе лаж го. Подпишува ливчиња, а ова го направил. Тоа е повеќе за пиар сега, нели да се покаже. Значи нема никакво правно дејство дека они може. Не, ова е повеќе пиар потек. Ние сме единствени, сите 120 сме го подпишували така натаму. Тоа е идејата околу ова. И конгресот се прави заради тоа. Меѓу другото и не само тоа. Да ги верификува. И не само тоа, туку и ми се чини сака Заев да си ја потврди својата улога во СДСМ, затоа се прави конгресов нема врска, значи тие немаат никаква стратегија која ќе биде нивното политичко делување во иднина. Апсолутно. Штом ќе чуете... Добро, ова само од надворешно го гледаш или разговараш и со луѓе и блиски до нивни кругови? Јасно е. Каде што... Нема потреба да се разговара. Еве денеска ова што се случува. Значи, ова денеска што се случува е срамно за една партија која што давала председатели и премиери. Еве, го коментираме сега обраќањето одеднаш. Значи, за избори го немаше највлијателниот и најхаризматичниот представник на СДСМ Бранко Црвенковски да каже: детево што го предложивте е супер, застанувам и јас да го окуражи своето членство. Ти текно е? Да. Ај добро го свативме дека ете стои на страна за да не се меша, можеби да не им направи штета. Но еве цели избори не излезе да даде поддршка, да даде поттик на своите. Сега откако заврши се пред конгресот, он излегува и вика: најдобро решение е Пендаровски, Заев не е баш добар за оваа цела работа. Не, ова и сега, ја не знам која изјава е точна. Не, денеска, нели, прво имавме интервју на Црвенковски. Така, за Дојче Веле. Па не, тој интервју кој што видов не е во... Јас сомнеам дека имало интервју. Јас мислам дека он си го напишал своите ставови, да. А потоа веројатно тоа го поправиле да личи на интервју. Тоа не било интервју. Добро, јасно. Тоа прво. Да, значи тој сакал да се окаже својот став, на Велето. Така да работи. Он сака да се окаже својот став. Тоа е првото, нели? И тука тој јасно ја кажа својата насока, така.
Може авионот од Флорида на прелетување, на слетување Германија на... Извини, добро. Па доснаш една кутија од Америка, нели се сеќаваме. Добро, ова е еден од вицовите на Facebook, што да, така. И за тебе ги има прилично. И за мене ги има, јас се гордеам со нив на крајот на крстот. Да, супер се. Вицовите некој треба... покажува, твојата реакција покажува многу збори за тебе, колку си созрел и така натаму. Ама не, да се разбереме, ние види, никој од нас не може да се избега од сосвената историја. Вицоте седнуе Боцевски у такси и таксистот се врти му вика: Канал 5 или Сител, за кај си? А вториот е дека влегува Боцевски во партија и вели: не ставајте кафе, за кратко сум. За кратко сум. Колку партии смени? Јас сум бил член на СДСМ и на ЛДП. Толку. Во ВМРО ДПМН не сум бил член. Премиерот ме ангажираше таму. Али беше член на влада? Бев член на влада, точно, да. Олабај се. Идеме со уште еден блок реклами, а после ќе го анализираме Бранко Црвенковски. Дали се степал со твојот колега на 24 вести зад камери? Не сум ја наслед тип. Не сум ја тие. Значи, жестокоста на дебатата беше само во... Не, па јас знам да бидем остар вака во дебати, ама... Па на крајот на грешата, која само контрола има човек кој што сега ќе тргне да се тепа зашто некој му кажал некој збор. Нема да скажам. Дали сега се знае точно што кажа, кому кажа, како кажа и што се изјавите и реакциите на Бранко Црвенковски денеска? Не, ова денеска што гледаме е циркус. Значи, прво излезе Црвенковски и спомна дека ниту тој, ниту Заев не се решенија за СДСМ, но според него сериозни биле 400.000 гласови за Пендаровски. Значи, што треба да значи? Тоа треба да биде еден вид на, нели, како во феодално време, нели, онекат кронисување на витезот наследник, како така да го наречеме. Така прави и со Киро Глигоров, па не им помагаше нешто. Сега да, Заев покажа дека добро и тој не цицел весла, туку и тој учил политика, нели? Така. Па и тој излезе со едно соопштение кај што кажа, му се заблагодари, нели, како рече секој член на Социјалдемократскиот сојуз, па и Бранко Црвенковски, нели, обична шлика Бранко Црвенковски, така, има право да си каже и така натаму. Меѓутоа, спомна дека тој му понудил на Пендаровски улога во раководството на партијата, Пендаровски го одбил, па дури и денеска разговарали, денеска му понудил и Пендаровски рекол дека не е заинтересиран и затоа тој му вели, Заев му вели на Црвенковски, затоа ја ќе терам, немај ти гајле. Па на крајот, Пендаровски вели дека не зборувал ни со Црвенковски, ни со Заев за партиски роли. Ова третово не го знам. Да, и третово е. Предходно рече дека нема коментар за изјавата, тој немаше коментари кога го бира за претседателски кандидат, така што едва чекам да има за нешто коментар Стево Пендаровски. Овако, па не, 24 часа пред да стане претседателски кандидат, дали сте претседател? Немам коментар. Сега исто нема коментар. Ајде да видиме која ќе има коментар. Не знам. Не знам. Чекам да видам коментар да има. И ова денеска се замислете да сте гласач, еве да речеме симпатизер на Социјалдемократскиот сојуз. Добро. И го гледате ова. Но што ви личи ова? Значи, прво ќе треба они да ми го објаснат истина, да кажам. Бидејќи ако ја го кажам или вие ќе ни речете, а ние сме бајаст. Имаше 285.000 гласачи за СДСМ, околу 390 и кусур илјади гласови за Стева Пендаровски. Значи, тие излегоа и побара доверба од граѓаните. Тие им ја дадоа. И сега велиме, ај нема врска, ние не идеме во собрание, ги враќаме мандатите, не признаваме избори. Па тој граѓанин не го бирал него да не иде во собрание и да не признава избори, туку да го престои во собрание. Види, сега они се во некоја ситуација, најверојатно ке нив се вклучени оние инстинкти на самоодржување, бидејќи чувствуваат дека работата може да биде многу драматична за нив. Претпоставувам дека веќе избришано што било, заборавени се изборите. Сега е моментов ситуацијава. И сега ја се обидувам да сватам како изгледа се во ова во главата на еден бирач. На страна изборите, на страна гласовите. Треба да идеме на Конгрес и треба да потврдиме дека изборите се нефер, отие помалку или повеќе прифатија, нели? Сигурно имало жестоки дебати затоа што 30 души треба 4 години по 1000 евра да примаат и тоа е сериозно. Добро, на страна. Не сакам да терам така приказ, знаеш. Функцијата пратеник во кариерата на еден политичар е врвна. Што има над тоа? Член на влада и претседател на држава. Така? Што многу ретко кој може тоа да го достигне? Значи, претседател на држава ќе бидат во парламент да влезеш 20 души, така ли? Так.
членови на влада еве нека бидат и 100, така? Така. Ама во парламентот, функцијата парламентарец е врв на политичка кариера за многу од овие луѓе. Тие барле довербата, се бореле, тие сакале нацијата да ги слушне во собранието. Кои се нивните ставови, кои се и така натаму. Нели? Така. Тоа е голема работа, е таа работа. Значи, баш као овој финансискиот дел. Јас не сум знал, јас сега открив дека тоа 100.000 денари знаело да биде примањето со сите тие бенефити што се собираат. Аха, така. Добре, еве јас ќе кажам, јас кога бев министар земав плата од 60.000 денари, што е за македонски услови не е повеќе од пристојна плата, него извонредна плата. Да се разбереме. Многу повисоко од било многу повисоко од процекот. Знае народот колку се но ова е прилично, да. И сега така види, така треба да биде, не велиме дека не треба така да биде, така. Но сега значи се договараат. Океј, ги враќаме мандатите. Иако сега па таа процедура на враќањето е приказна сама за себе, може уште пола саат за тоа да збориме. Точно, да. Дека они треба да влезат, дека не можат они да не можат. Па не, тука има, како што реков, во уставот и во законите има неколку недоречености кои што знаеш, сепак она што јас сум го учил било од политичката наука. Земаат ли плата и покрај ова? Значи, она што јас сум го учил, господино, било од политичката наука. За оваа работа чекам правниците да ми објаснат. Оние кои што ова им е струка. Гледам некои опречни мислења. Меѓутоа, имавме ние таква ситуација, нели ДП цел мандат земаа плата, не одеа во собрание, нели? Апсолутно. Сега бирачите тоа го гледаат, на крајот даваат оценка за таква работа. Од друга страна, ја немам логиката, знаеш. Кога си опозиција, ти треба да гледаш секоја, значи лесно му е на страна сега и парламентот, да се вратиме на ова. Значи, член на СДСМ, симпатизер на СДСМ. Да. Таман сме договорени, све што треба да правиме, имаме конгрес, најверојатно унисоно ќе биде. И одедно се јавува Бранко Црвенковски, Deus ex machina, буквално. Најнеочекувано. Значи, го немаше цели избори, сега се јавува и му вика Нетизаев, Пендаровски да биде. Што е во главата сега на еден просечен, еден пратеник кој ќе биде на тој конгрес, еден симпатизер на СДСМ? Не симпатизерите и членството, раководството е збунето сега. Прво, нив им е совршено јасно дека нема стратегија СДСМ. Они не знаат што ќе прават понатаму. Нормално, сега сите сме навивачки ориентирани, не само во партиите и во јавноста. Имало избори, сме имале своји симпатии за еден за друг кандидат, посебно во партиските јадра, тука па емоциите, адреналинот е нели на едно многу високо ниво. И сега заклетви се прават нели од сега па до 25 век, вака, онака и така натаму. И сега животот ќе продолжи, така. Адреналинот ќе спласне, емоциите ќе спласнат. Ќе се формира влада. Иванов ќе си почне со мандатот. Ќе помине летово. Што ќе прават во септември, во октомври? Лесно му е. Некој член на владата може лесно да си најде начин да добие внимание. Ке ти се јави ако ништо друго тебе. И ке ти спомене, имаме некоја нова политика, сакам гостување ке тебе во емисија. 2 сата без проблем ги има. И така натаму. Меѓутоа, кога сте опозиција, вие треба да го ловите секој момент за да ги презентирате своите политики. Има ли подобар медиум од третиот канал на македонска телевизија, од Собранискиот канал? Но нели ова... И сега сето тоа го нема. Но, ама, гледај, еве, лошо поминуваат на избори. Овие не можат да им парираат. Очигледно дека ВМРО добро ја игра целата игра со окупирање на просторот, што порано СДСМ природно сметаше дека му припаѓа. Да. Дали медиумски, дали јавно, дали насловни страни. Све тоа им беше природно нив. Се одеднаш гледаат, нема ги они таму каде што сметаат дека се треба, а не ни очекува, не се ни потрудија да го изработат овие сериозно и скинаа пантолани да дојдат на оваа позиција. Но сега, што е, значи, немање стратегија, но не може да нема буквално немање стратегија. Или е барање од меѓународниот фактор да, еве, ти пак тоа не е стратегија. Тоа не е стратегија. Тоа не е стратегија. Да се делегитимира владата, да се делегитимира парламентот. Едноставно ништо што од овој парламент нема, да не може. Стави се во ситуација. Стави се во ситуација, еве, јас и ти да бидеме представници на ЕУ во некоја африканска земја, така? И одиме таму и гледаме две структури. Едни ве гледаат да ни се умилкуваат и така натаму, а други ве гледаат да се добијат поддршката од народот. Кого повеќе ќе почитуваме?
Тие што ми се умилкуваат. Па не е така, не е така. Ќе почитуваме оно што се тера својата политика. Не е така. Тој што ти се умилкува, со него буквално ќе сакаш да имаш ракавица која се поздрава зашто ти е лигав, така ли е? На крајот на кршата бе сме решили на 8 септември 1991 година да правиме суверена држава. Во суверена држава нема странци да ти кројат политика. Во колонија странци кројат политика. Во вазална држава странци кројат политика. Може ли ова да ни попречи па сега во овие кажи ми уште ајде пред попречувањето. Кажи ми и сега што ќе биде? Што очекуваш ти од Конгресот на СДСМ? Што очекуваш да се донесе? Сметаш ли дека членството нема да му даде поддршка на Заев? Заев ќе се одржи? Влијанието на Црвенковски колкаво е паднато ли е, што е? Си го поставуваат ли и СДСМовците прашањето? Ало бе шефе, многу те поштувам, кај беше до сега? Она што рекоме, до денеска таму имаше сицилијанска омерта. Така. Денеска тројцата босови ја разбија таа омерта. Нели? И сега тргна, се ги излегуваат. До сега трошките ги бутаа под тепихот, крокодиливе го изедоа тепихот, што израснале очигледно под тепихот за толку многу трошки. Што ќе се случува, не знам. Значи, спекулираш? Знам дека е неблагодарно спекулирање. Неблагодарно, се е можно. Вакви големи партии како СДСМ што долго биле на власт, имаат проблеми со својата трансформација. Имавме ни една таква партија во Италија која што веќе не постои. Да? Демокрација христијана беше на власт, демохристијанската партија италијанска, од 1994 до 1994 година. 50 години непрекинато. Кикс. Од 94 до 94. 94. Од 44 до 94, да. Да не биде ко со Ширак сега. Ја научи и ти лекцијата. Да, ја веќе одма. Ајде после кој ќе се расправа. Кој ќе се расправа со да. Значи 50 години тие беа непрекинато на власт, не само тоа. Пред да се распаднат има еден од најдобрите резултати на избори во историјата по број на гласови. Секогаш биле први затоа што од X причини историски. И кога губат 94-та? Не само што изгубија, туку не изгубија. Туку буквално целата афера со Танџетополи, аферата чисти раце и така натаму, на крајот доведе до тоа да се расформираат ко партија. Престанаа да постојат. И сега членовите на таа партија може да ги најдете на секаде на сцената нивна. Ги има на секаде по спектарот, но партијава ја нема. Имаше бројни такви примери каде што партии кои што биле значајни, големи и така натаму, кога кога губат смислата за своето постоење, не е тоа класично распаѓање, туку се топат некако. Како да ги снемува вака во општеството. А во политичкиот простор нема. Во политичкиот нема вако. Нема право. Некој ќе влезе. Некој ќе влезе сигурно. И не само тоа. Кај СДСМ суштинскиот проблем е што тие се уште имаат филозофија дека тие се природната партија на власта. И дека секоја ситуација која тие не се на власт во Македонија е некоја узурпација, некоја перверзија, нешто неприродно што се случува. И затоа не ми е чудно. Тие мислеа дека затоа е тоа неправедно, затоа е тоа нелегитимно, затоа е тоа нефер, што не се на власт. Не, тие мислеа дека нели оваа непредна ситуација има рок на траење. Кога тогаш македонскиот народ ќе увиди колку сгрешил и пак им се фрли во прегратки. И па не иде таа приказ. Значи сега македонскиот народ од нив вели дај напишете програма. Пошто овие сериозно работа, ја видоа програмата, ги видоа субвенциите, ги видоа пензиите, ги видоа новите автобуси, ги видоа тоа е па најновата теза сега. Жичарници, видоа изградија 300 работи, влегоа. Легализацијата на дивоградбите, зголемување на платите и пензиите било корупција. Ова е најнова што го слушнав. И тоа е било масовна корупција. Ако е така, и се создржувам во ако е така, пред екран да ги покажувам моите религиозни чувства, ова е за крстење пред камера. Со лева рака и тоа што велат кумановци. Значи, ако е така, тогаш последниве 200 години демократизација во цел свет биле всушност нели корупција, така? Требало аристократија, кралевиве уште да владеат. Така. По таа логика. Буквално. Нели супер се било. Ама буквално. И што имало некој да гради и да и тоа е проблемот. Не само тоа. Легализира. Она што го спомена и ти. На ВМРО ДПМН му е потребна опозиција. Меѓутоа опозиција која што ќе има јасна платформа и тим кој што ќе биде препознат од граѓаните како автентичен тим, што таа платформа би ја спровел на дело. Ако нема таква работа, тогаш нели треба да се менува играчот, не народот. Така што тоа е проблем. Не знам како ќе изгледа. Значи, тие упорно одбиваат да ја напуштат оваа лоша реторика.
лоша приказна, лош филм, по скопски да го кажем. Лоши работи, ти благодарам што шпекулираше, кажа некои работи кои прилично лошо звучат, не мора да се случат, но може и да се случат. Ја не знам што ќе прават тие во септември и во октомври. Животот си, животот си тече, а тие се надвор од сите процеси. Што ќе прават? Во септември треба да се случи, има една најава, ја ја слушам уште одамна, ми стигнува од уши од разни работи, па затоа веќе ми се запали таа црвена сејаличка. Тоа е дека заради ситуацијата во Украина, Македонија ќе сега наврат на нос ќе биде на брзина спакувана во септември да биде протната во НАТО и под привремената референца. Значи се омекнува Грција и така натаму и така натаму. Сето ова е шпекулација, што го кажам. И ја го повторувам неколку пати во емисијава. Јас сум го слушнал тоа. Дали евентуално вакво сценарио е можно? Тоа едно ме интересира и дали опозицијата може да придонесе да таква работа да направи дестабилизација на земјата, дестабилизација на состојбата, па ова да речеме можеби шанса, добра шанса ете да влеземе во таа институција НАТО, за која, па, знаеш, ова е последен момент, бидејќи анти-НАТО расположението кај народот е се поголемо. Ние имаме консензус од сите партии дека сме за НАТО и ЕУ, така? Но нивното одлагање и нефер односот спрема нас, ја не знам какви се истражувањата, но би те молел да ми кажеш. Дали, бидејќи моето чувство е, од оно што го чувствувам од народот, е дека расположението е се понегативно и понегативно спрема. Нема толку анти-НАТО, како да кажам, прашањето некако е ентузијазмот околу приказната е намален, повеќе отколку поддршката. Луѓето се рационални, знаат што се бенефити од влезот, така што не се утре да дојде гласање ќе гласаат повеќе мината. Така, тоа ме интересира. Ентузијазмот е како да им е скршена волјата на луѓето околу целата оваа работа. Сум ја слушнал јас таа приказна дека може да се забрзаат ситуациите околу Македонија и НАТО заради украинската криза. Според мене тоа е и логично. Не само тоа, туку малку ќе биде и чудно, нели, целиот самит да заврши со прием на Црна Гора. Црна Гора... Ама и нема да ме зачуди? Нема и да... Ама знаете што? Ова е последен самит под палката на Барак Обама и тој треба да се пофали дека нешто сработил, нели, во надворешната политика. Нема некоја си многу големо досие. Мислам дека тоа што заврши војната во Ирак и што се повлекоа американците од таму е еден голем плюс во неговиот, нели? Се повлекоа? Од Ирак се повлекоа, нема ниту еден американски војник во Ирак, во Афганистан се уште има. Сите се во Афганистан сега. Сега сите што се таму се, меѓутоа во Ирак веќе нема американски војници. Така што тоа евентуално му е на позитивното конто, меѓутоа на негативното конто имате многу нешта. Имате во Сирија незатворена граѓанска војна. Имате пропаст на арапската пролет и на демократизацијата во арапскиот свет. Потоа на тоа негативно конто на неговата политика сега ја има и ситуација во Украина. Тоа не знаеме како заврши. Не знаеме ни што се случува во Либија. Денеска читам еден текст од Греам Алисон, тој е еден водечките теоретичари меѓународни односи, што ме вџаши. Тој вели, не сакам да правам паралели со историјата, не е благодарно и така натаму, меѓутоа вика, само ќе кажам една работа, вика. Во јуни, на 1 јуни 1914 година, никој ни на крај памет не му беше дека во ера на таков просперитет, на таков развој на станите, на таква меѓусебна преплетеност на европските држави, дека за месец дена светот ќе влезе во Првата светска војна. А сето тоа беше направено, вели Алисон, заради забрзување на ситуацијата и заради, меѓу другото, една серија лоши одлуки на неколку клучни влади. Кога ќе прочитате ваков текст, знаете, нормално дека ќе се вознемирите. Тој е еден човек кој што не пишува глупости, нели? Не е како нашите условно кажано кој што некои од политичарите што овие години поминале, да кажем, значи во Украина во моментов не знаеме како ќе заврши таа ситуација. Што се случи во моментот таму? Значи комплексен е целиот проблем околу Украина затоа што прво самиот украински идентитет е многу чуден. Украинците имаат бројни подидентитети, меѓутоа да речеме во западна Украина, некогашна Рутенија под Австро-Унгарија што била, околу градот Лјевов, таму украинците се чувствуваат украинци и тој идентитет е дефиниран на антируска основа. И покрај тоа што се словени, православни, на кирилица пишуваат и така натаму, една силна антируска црта имаат во својот идентитет.
Меѓу другото и заради својата историска традиција. Тие не биле дел од Руската империја, биле дел од Австро-Унгарија. Овој дел ваму сега кај што има источниот и јужниот дел, фактички југоисточниот дел доаѓа од Одеса па нагоре некаде до Донецка областа. Тука исто така има луѓе кои се чувствуваат украинци, меѓутоа за нив украинец подразбира меѓу другото и нераскинлива врска со Русија. И нераскинлива блискост со Русија. Таму ги имате меѓу другото и потомците на козаците од таа разбулба. Тие па имаат најчуден идентитет. Кога учевме теорија на идентитети, козаците имаат супер идентитет. Значи тие себе се дефинираат како супер руси. Така? Аха. Значи не се обични руси, туку супер руси. Убер руси. Да, добро. тоа како нели оние црногорци од планините што се супер срби, нели така и овие се некои супер руси. И сега видите, немој црногорците се толку. Не, тие на северот ги знаеш, околу Биело поле, таму Берајн, или тие се такви. И сега замислете под еден ист кров украински идентитет го имате сето ова на куп. Значи прилично сложена ситуација. Таа земја, ако се подпре само на едната страна, само на Русија или само на Западот, буквално се распаѓа. Таа може да обстане само ако има некој среден курс. Југославија? Уште полоша е ситуацијата. Нели постои една работа што се вика нарцизам на малите разлики. Колку се разликите помали, толку се судирите покрвави. Така? Прв пат слушам за ова. Постои еден таков. Значи, во конкретниот случај имате народ кој што зборува ист или сличен јазик, има иста религија. И за тие нијанси се спремни да се запалат живи едни со други. Па и го видовме дека тоа се случува. Значи, масакрот во Заградот. Масакрот и во Одеса, што беше тоа запалената зграда. Запалената зграда, да. Каде што силува, убива, уништува. И сега... Ама тука идеолошки има подолба по мислам дека фашисти. Не, има идеолошка подолба, таму го имате оној десниот сектор кој што не само што се фашистичка партија, туку нели видовме таа партијата Слобода која што е една од коалиционите партнери во моментов на актуелнава украинска влада, таа во Киев. Тие има настан, имаат во континуитет настан каде што луѓе доаѓаат облечени во униформи на СС за да ги слават традициите на СС Галицијен или Галичина по украински. Тоа била една СС дивизија составена само од украинци. Тие се гордеат на таа традиција и ги слават нивните дела, замислете. Имате кај нив едно движење на отпорот украинско, кое што во својата историја се бори не само против советите и против германците, туку и против полските сили на отпорот, па дури имаат удел во масакрите во еврејското население. Значи, толку е сложена ситуацијата во оваа држава. Имате потоа таму региони кои што се сеќаваме руската држава ги има населувано во текот на целиот 19 век. Во еден дел од тие региони, меѓу другото, например, имаме и македонци кои што се таму населени. Еден од нив подоцна ќе стане премиер на Советскиот сојуз Маленко од Охрид. Веројатно некој род со наш Маленко. Значи, Украина во моментов не знаеме во која насока ќе отиде. Можно отиде во насока на една целосна граѓанска војна, можно отиде во насока на федерализација, која што ќе го спаси идентитетот на таа држава, може да се расцепи во две држави, а на крајот на краиштата, не дај Боже ова сценарио што го вели Греам Алисон, може да видиме и регионален или глобален конфликт. Зошто они тогаш се загрижени, сметаш за Македонија, би сметале дека се позагрижени сега, бидејќи не сме во ЕУ и во НАТО, а Украина да е фактор? Ако видиш структурата на НАТО, личи на кровна. Значи, во средината има една дупка, во таа дупка во моментов се Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Македонија и Србија. Значи, целта е таа дупка некоја се пополни, целото ова пространство да биде на иста боја на мапата, односно сите да бидат на некој начин инволвирани во НАТО структурата. Од таму е целата ова. Знаеш што ме збуни? Ја ова зошто го спомнав. Синоќа во денешниот број на вечер, ова стоеше на насловна страна. Сепак таму се луѓе новинари кои ги ценам и ги респектирам. Но еве ако анализирам и неколку други размислувања дека ова дигање на очекувањата дека во НАТО ќе не примат без решение за името е контрапродуктивно за нас и тешко, екстремно тешко е остварливо, да не речем
дури невозможно, нели? Непотребно е во овој момент. Нема никаков сигнал од сериозен фактор. Па нема. Фактор. Нема, значи, Фактор. тоа можеш и ти да го потврдиш, Апсолутно. дека нема никаков сериозен фактор, дека тоа и ќе се случи. Значи, може да се повтори приказната дека ние сме спремни за НАТО, но додека не се реши името, ние нема да Не влеземе. само тоа, имаме избори во Грција. Плюс, колку повеќе во нашите медиуми се збори за оваа можност, толку повеќе грците ќе го забетонираат ставот против ова. Напротив, И не само тоа, јас сум против кога да ги креваме беспотребно очекувањата на граѓаните. Затоа што ако ги креваме очекувањата базирано не на факти, туку на оптимизам. На крајот можеме да ги урнисаме. така. Мене затоа и Токму ме е. збуни, знаеш, И, насловната на вечер каде постои една што ваква стратешка анализа која што поаѓа од таму дека можно е сега да има интерес тоа, како што реков, таа дупка на кровната да се затвори. така. Ама пак на крајот Грција ќе треба да се согласи. А сега они имаат избори. Сега они имаат европски избори и локални избори. Кога се тоа? Во јуни? Во мај. Во мај? Во мај сега се тие. Сега ќе бидат во Пак мај. има време да се тоа стабилизира Ма чекај за во септември. Полека се. Потоа имаат избор, подготовки за избор на председател. А председателот кај нив се бира во собранието. И не само тоа. Кај нив, ако 3 пати во собранието не изберат председател, имаат автоматски избори, па потоа имаат и 4-ти и 5-ти круг на бирање председател. Во 5-тиот круг тој што добил највеќе гласови поминува. Така. Можно е во моментов нема лик кој што може да биде избран за председател, кој што може да собере доволно мнозинство. Што исто така едно сериозно прашање. Потоа да не заборавиме, Антонис Самарас е премиер на Република Грција, човекот што на македонското прашање направи кариера, не само тоа, си ја растури својата партија на тоа прашање, добро, сега е лидер на таа партија, Јасно. а милион се одвија таа партија. И една друга работа, често го зборам, ама ќе го повторувам. Кога седите со грчки државници, јас сум имал шанса да бидам официјално својствен или вице-премиер, и седи од другата страна тој што е одговорен за европски прашања на грчката влада. Значи, немате вие можност за обичен разговор на теми што не се врзани со прашањето за името. Едноставно, ти едве чека да се доврши тој дел врзан со формалната тема на разговорот и потоа ви велат ај сега името. И вие ќе им кажете луѓе, ја немам мандат за името, Јолевски има мандат во Њу Јорк со Нимиц. Тоа значи дека они сите се ангажирани И они околу тоа. да ви кажеш, значи вие мора да го смените името на народот, името на јазикот, името на идентитетот. Отворени се за ова. Отворено си Ама кажуваат. најотворено си кажуваат. Дури им се отпушта во неформални разговори, знаат да спомнат работи кои што се непристојни. Например, факт е дека вашата нација е измислил Тито. И сега нормално на тоа безобразлук се одговара, факт е дека вашата нација е измислил пијаниот лорд Бајрон со неговото друштво. Точно. Да сватат дека ве навредиле, така. Ја не мислам така. Ама кога имате таква навреда од другата страна, мора да го сепнете, да го сепнете дека зборува глупости, нели? Значи таму има еден национализам, тие како да бијат некои битки од 19-тиот век околу прашањето со името. И тоа создава нервоза во Македонија. Меѓународната заедница, она што ние го нарекуваме меѓународна заедница, има еден лош однос. Тој однос е нечесен, површен и одглумен однос, нели? Сакам нечесен одглумен, сакам да кажам дека тука нели имаме некоја си одглумена За тука е дволичноста. Не само тоа, ние ве разбираме. Ама животот не е фер. Не ме интересира да ме разбираш. Мене ми треба законски дали можеме да функционираме според вашите правила на игра, според меѓународното право. Така, бидејќи ние не треба да бидеме закочени во процесите на влез во ЕУ и во НАТО, а они не кочат и по одлуката на нивниот суд. И они се сега во една шизофрена ситуација. Имаат одлука од нивното највисоко тело. Не нивно, туку тоа е на Обединети нации. На Обединети нации и они не може да го применат. Значи, консензуалноста е повисока од што одлуката на нивниот највисоко правно тело. Да. Тоа е веќе нови тумачења, тоа е веќе нова перцепција. Цело време зборуваме нели дека ЕУ била поинаква организација. Значи, дека ЕУ била околу владење на правото. На крајот испаѓа политиката на сила, дека тука е тврда. И видите. Значи, македонскиот народ треба да си верува во овие, како рече Владко Ѓорчев кога рече Македонија е во добри раце, бидејќи до сега се покажа како добри домаќини, стварно довербата си ја добиваат од народот затоа што им верува.
донесат инвестиции, прават промени позитивни, се случува нешто во земјава. Не сме уште на некој ниво кое би биле задоволни, никој. Ни медиум, ни средна класа, ни високата класа не е задоволна, а камоли доле. Ама се случува некоја позитивна промена, се отвараат работни места. Што рече премиерот овде кај мене, ја му викам, ниски се платите, да, отварате места, ниски се платите. Он ми вика, фала Богу, прв пат доаѓам кај тебе, збориме за ниски плати. До сега зборевме за немање работа. Значи, мора да почнеме од негде. А гледаме дека, стално чекајки, ние стварно сме тргнале негде. Нема да не примат во НАТО. Океј, како и до сега, така и натаму. Си тераме ние нашата работа. Значи, не, добро, оваа стратешка анализа покажува дека можно е да има засилен ангажман на некои кругови во Америка, од Америка преценели, околу приемот на Македонија во НАТО, меѓутоа на крајот повторно имате Грција. Со нивната луда политика. Може ли во такво нешто, еве мене еднаш ја кога не одбија последниот пат кога беше, велам, зашто Америка, например, не ли може меѓународно, ако сака она, бидејќи НАТО зошто нам не е потребен? НАТО ни е потребен заради една психолошка безбедност. Не отике ние гледаме колку е. Али психолошка една безбедност дека ете имаме некоја гаранција за мир, дека многу земји ќе се грижат и знаеш имаме нешто на страна од надвор, имам комуницираме и така натаму. И сега, можеме ли во таков момент кога не можеме да влеземе во таква институција, може ли на пример, не знам, Америка, Англија, Германија да потпишат дека еве Америка ќе се ангажира за безбедноста види, да речеме, како се вика тоа меѓународно? Paper, non-paper, white paper. За таква одлука да помине, во американскиот сенат потребно е двотретинско мнозинство. За тоа нема шанса. И такви договори Америка има на пример направено со Израел. Нема направено со дека ќе гарантира 2-3 договори се Израел. Тајван има еден таков договор, ама не знам колку е тоа ефективен затоа што признавањето не го сменија сега. Кина ја признаваат, не го признаваат веќе Тајван како претседник на цела Кина и така натаму. Уште не ги знам на памет, некои 2-3 договори се, меѓутоа вие треба да бидете 70 сенатори, кои што се едни од најмоćните луѓе на светот да гласат за таков договор за Македонија. Па ако тоа само кога ќе остават на маса ќе се залетаат нели 50 земји да велат, а зошто со нас не направите таков договор, така? Тоа е нивни проблем. Ние бар да се обидеме Америка затоа вика ние си го имаме НАТО. Ние направивме една спогодба со нив која што е многу помека, нели уште Кондолиза Рајс и Антони Милошевски ја подпиша. Меѓутоа таа не е со тој габарит, нели НАТО е интересен затоа што според членот 5 од НАТО вели дека напад врз една земја е напад врз сите, нели? И тоа дава некоја си поголема безбедност. Иако и НАТО е сега во една интересно преобмислување што е улогата на НАТО, нели? Затоа што нели големиот идеолошки противник Советскиот сојуз веќе не постои. Така што која е улогата на НАТО во 21 век е една тема која што се дискутира веќе подолго време и не знаеме што ќе значи нели меѓу другото и НАТО во 21 век. Европа исто така сака да развие некоја си своја безбедносна димензија. Што ќе значи тоа во однос на НАТО исто така е многу интересно. Дали тоа кој ќе биде односот на овие сили визави, не знам, Русија, Турција и така натаму и тоа е исто така можно е интересно. Така што во ред, мислам, ние сме свесни дека тоа ќе подразбира една подлабока врска меѓу нашите безбедносни структури, војската, полицијата, разузнавањето со војските, полициите, разузнавањето на земјите членки на НАТО. Тоа секогаш е позитивно за Република Македонија. Ни дава една нова боја нели на картата. Меѓутоа јас сум согласен како и тебе дека моментот е пред се психолошки. Мислам дека дури значи за разлика од балтичките земји кои што брзеа да влезат во НАТО, затоа што беа уплашени, затоа што покрај себе имаат Русија како еден голем џин. Ние во нашата апликација за НАТО не поаѓа од некој страф од Русија, туку поаѓа од страф од соседите. Токму така. И не само тоа, за нас е среќа што Грција со своето лудо однесување во НАТО. Па таму има некој да ги фати за уши ако сакаат да прават некои глупости врзани со Македонија. Јас со овој национализам што е таа страна, јас сум убеден дека тие некои чудни работи ќе им одеа во главата, колку не беа дел од ЕУ и НАТО. Значи, кај радикалните албанци олку национализам неам сретнато како и кај грчкиве политичари кога се однесува за тие. Таа земја се уште важи она од 19 век. Една земја, еден етникум, една вера, еден јазик. Тоа нонсенс е тоа. Добро, значи
помалку или повеќе, ова е патот кој Македонија може да го очекува. Опозицијата не може да донесе големи тектонски промени во секојдневниот живот, блокирање. Ова прави непријатности, тука нема збор. Ќе прави непријатности, ќе имаме вакви онакви изјави, оценки од разноразни актери. Тие ќе продолжат со муабетиве што ги тераат во јавноста, нели, режими, межими, недемократи, не знам едно, не знам друго. Гледам, стигнале многу далеку со тие фантазии деновиве. Меѓутоа, добро, ајде. Како што реков, емоциите се високи. Не очекувам дека Но од друга страна, овие па и како што викаше, што објаснуваше власта. Нели, за нив е тоа нешто неприродно за опозицијата и така натаму. И ајде, тогаш ќе им помине меракот, ќе се задоволат еден мандат, 2 мандата, но овие не покажуваат замор на материјалот. Груевски успева да ротира нови луѓе, да ги мотивира, он е тежок воркохолик. Да. Добро, ја не дај Боже ни да сум му братучет, искрено да ти кажам, затоа што само тоа би балдисал на слави да идеме ќе балдисам. Ја не можам да го издржам тоа темпо, искрено кажано, стварно е воркохолик. Другиве околу него гледам не папсуваат, овие што се клучните играчи околу Јакимовски, Ставревски, Јанкуловска, едноставно не покажуваат замор на материјал, па и да кажеш ке се истроши. Има на други места каде што гледаш дека е потребна ротација. Меѓу другото, тоа е оваа перцепција олесно и фактот што немаат противник од другата страна. И фактички тоа може да води кон затапување и ентропија. Вие кога нема со кој да се надпреварувате, па вие се опуштате. Нели во Република Македонија има многумина спортисти, кои што се овдека неприкосновени. Да, меѓутоа од Табановце на север не постојат, така? Така што тоа е проблемот. Значи вам ви треба. Но Македонија покажува економски резултати кои се и за Европа фасцинантни. Растот на PDP, на GDP, на извозот и така натаму и така натаму. Ние прв пат имаме денес, како не беше објавено, ако не се лажам, суфицит со Германија. Прв пат. Не, ама тоа кажа меѓу другото и колку мала економија сме. Една фабрика направи суфицит на крајот на една фабрика, ама значи не Дрексел Мајер тука нели повлече една голема работа. Мала тоа фабрика. Значи, она што сакам да го кажам јас сум малку ме нервира оваа критиката врзана со вработувањето за странски директни инвестиции, да се разбереме точно дека таму платите нели се ниски почетните плати и така натаму. Меѓутоа, барем и ниските почетни плати се подобри од социјалната помош, да се разбереме. Апсолутно. Да се тоа е веќе, значи, јас не тврдам дека плата од 9000 денари. И уште сега најавените едно 10 инвестиции, така. Овие 64.000 вработувања не најавија туку така. Знаат дека ќе има нови инвестиции. Ќе има 64.000 вработувања. Веќе сериозно намалување на пазарот на труд ќе имаме. Сега веќе луѓе ќе се, значи прво ќе профитираат тука инженерите, високообразованите, кои ќе иде. Чекај, за 1500 ќе идам овде 2000. Дел од нив преговарачката моќ ќе им порасне, нема збор. Ама тоа ќе расте и прогресивно надоле. Можеби не со такво темпо кој што ние сакаме. Не, апсолутно. Ама работата не може да иде надоле на полошо, може на подобро да иде. Па еве ако направиме споредба, колку што знам, Дрексел Мајер прави делови за Ауди. Така? Така ли е? А она Ауди што можеше да биде 97 година беше овдека набркано на клоци заради кратковидоста на една политика. Така. Значи, не пред 10 години, море, Јанко, не ми се верува Иванов, кога излезе, Зоран Иванов, кога излезе тој прес, ја не се ни бавев политика, бев на 103, не ми се веруваше кога го слушав пресот, зошто Македонија одлучила да не... Пред 17 години е тоа. Не, значи, и мислам дека, не знам дали ќе се согласиш со мене, меѓутоа, да си идеме. Знам, само да го затвориме ова што го фати. Мислам дека во историјата на ВМРО-ДПМ како партија беше најграѓанска кампања која што ја водеа. И мислам дека во моментов самите се зададува задача што сите ние ќе следиме. Значи нема да следиме ни име, ни НАТО, ни ЕУ. Премиерот јасно кажа. Од 28% на 22% на бројки го фаќаме. Така. Да. 64.000 нови вработувања во Република Македонија. И да се разбереме, многумина кречето оваа бројка е висока. Висока е. Меѓутоа со таа бројка Македонија влезе во независноста 91 година со невработеност од околу 22%. Шо збори? Со 22 влегавме. Кога Македонија имала најниска стапка невработеност. Ова не го знаев како податок. Кога имала Македонија најниска стапка невработеност, таа било околу 17%. Тоа е некаде 80-тите години до 70-ти години. Значи,
Хронична една ваква ситуација имало во Република Македонија. Она што друго ми сметаше, уште ова ќе кажам, е онаа реторика околу луѓето се заминуваат и така натаму. СДСМ се свести во 2014 година дека луѓето се заминуваат. Ало, чекај. Алал вера. Јас сум па од западните краишта каде што печалбарството, а зошто заминувале пред 100 години? Зошто заминувале пред 200 години? Зошто тешкото е? Најголемиот екзодус од Македонија во последно време беше во 90-тите години. Заради безперспективноста на таа власт што не одеше социјалдемократскиот сојуз. А зошто моите роднини 70-тите години идеа во Германија и работеа? Точно. Зошто во 70 во златното време? Зошто идеа во златното време? Ја ќе ти кажам, мој близок, вујко ми мој. Нема работа. Вујко ми и вујна ми отидоа во Германија како луѓе живеат до ден денеска од тие 10 години таму поминат. Зошто отидоа од тоа златно време? Не, ама да се свртам. Значи, секој отворено работно место во Македонија е едно семејство кое што не го избрало патот на емиграција. И тоа така треба да го разбереме. Значи, така се бориш и против белата смрт. И наталитетот. Точно. Со тоа што ќе заклучиме, ако на нешто ќе го следиме премиерот, ќе го следиме на оваа бројка. Пред се на вработувањето. Точно. Се гледаме во некоја друга прилика. Ти благодарам, стварно беше инспиративен и прилично вака добро со набилдена кондиција те начекам. Фала многу. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.